3 нови производи, насловени всушност нов иновативен физички прототип на метален канал за одлагање, односно носење на кабли. Повеќе детали всушност за каква намена имаат овие 3 изуми ќе ни откријат моите денешни соговорници. Од мојата лева страна Атанас Кочов, универзитетски професор при Машинскиот факултет, и од мојата десна страна Горан Антевски, кој е директор на Раде Кончар. Најпрвен ќе започнам со соговорникот од мојата лева страна Атанас. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма. Добро утро на гледачите на телевизија Телма и голема благодарност што телевизија Телма одвојува време и за новите иновативни активности кои што се во рамките на соработката помеѓу факултетите и компаниите во Македонија. Секако интересно е да се слушна за вакви новитети, па затоа и сме овде на лице место да појасниме всушност какви се овие изуми, зашто служат. Можеме најпрвен да започнеме со едниот кој е позади мене? Добро. Се работи за 2 нови прототипови кои што беа изработени во рамките на повикот помеѓу од Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија. И едниот производ е производ за нов тип на канали кои што се за одлагање на кабли во градбите и каде што се работеше на оптимизација на формата, обликот, на димензиите и на дебелината на материјалот. Вториот иновацијски ваучер кој што беше доделен на компанијата Раде Кончар Теп и Смелтинг беше формирање на нов прототип за изолатори од нов тип на композитен материјал. И третиот дел е оној дел кој што е од соработката помеѓу Машинскиот факултет во Скопје и компанијата Раде Кончар Теп, а се однесува на новиот тип на ормари кои што се за потребите на ЕВН Македонија за поставување на саати за мерење. Колку време беше потребно за да се создадат овие изуми, да започнеме со еден од нив? Да, во суштина ни беше потребно речиси цела една година, бидејќи се одеше на делот на аналитичко испитување, па потоа односно истражување, потоа имавме експериментално истражување, имавме и нумеричко истражување. Во сите тие истражувања она што е најдобро беше вклучена компанијата Теп Раде Кончар и компанијата Смелтинг, меѓутоа истовремено беа вклучени и студенти кои што работеа своји дипломски задачи и работеа своји магистарски работи. На тој начин успеавме да направиме еден спој помеѓу науката, истражувањето и компаниите, она што денеска секаде во светот го има. Имено, тоа ќе ви кажи подоцна и директорот, успеавме да ја намалиме дебелината на лимот од 1,2 да дојдеме до дебелина на лим за производите од 0,8 до 1 мм, што значи голема заштеда во материјали, се разбира финансиски средства, а сепак прототипот и производот кој што денеска се произведува и се пласира да биде достапен на пазарот и да ги извршува своите функции. Тоа се во овој дел е нов композитен материјал во кој што едната од компонентите е во суштина кварцен песок кој што го произведува Ренова. Она што и колегите го работеа во магистарските работи беше да се промени процентот на застапеност на кварцениот песок во однос на смолата за да се добие изолатор кој што ќе врши својата функција, а додека пак во овој вториот дел кој што е каналот е намалувањето на дебелината на лимот и се разбира начинот, распоредот на отворите за да може да се изработат канали кои што ќе имаат проветрување. И третиот дел е овој дел кој што е каналот во кој што се испитува заедно за плавиот дел збор? За целиот метален ормар, кај кој што испитувањата се правеа во 2021 година. Работевме речиси цела година заедно со професорот Ќосевски Милан од Машинскиот факултет и со студенти заедно со вработените од Раде Кончар за да испитаме која е таа оптимална дебелина на лим за да се задржи стабилноста, крутоста на системот. Како тече овие подготовки? Фантастично, она што морам да кажам е голема благодарност и до компанијата Раде Кончар Теп и до генералниот директор Горан Антевски, бидејќи за да дојдете до вакви истражувања мора да постои доверба и мора да постои соработка за да имаме успех на крајот и успехот се покаже. Денеска сме сведоци дека во погонот овие производи се произведуваат. Кратко, што е она главно што овие производи ги дели од другите, односно пошто се, како да кажам, иновативни, автентични, се разликуваат од другите? Така е, она што е автентичноста, тоа е дизајнот, тоа е дебелината на лимот, типот на материјалот кој што се употребува и начинот на врзувањето на елементите во самите тие производи.
Имам уште едно прашање за вас, па потоа ќе преминам на другиот мој соговорник. Дали овој изум може да биде применлив за студентите? Апсолутно, тоа и го споменав. Она што ми е најдраго е дека од сите овие излегоа 5 или 6 дипломски работи, излегоа 2 магистарски труда, објавени се научни трудови од страна на студентите. Минатата недела имавме и последната одбрана на магистарската работа, токму за дизајнот на каналите и навистина се гордам бидејќи ова е нешто што во најголемиот дел беше сработен низ наука и истражување од страна на студентите под наше менторство, под менторство на господинот Антевски, кој што е и магистрант кај нас, односно веќе магистар, и кој што и од моја страна, бидејќи ги водевме низ целиот овој процес, да дојдеме до нешто што е навистина ново и да биде Made in Macedоnia. Ви благодарам многу за разговорот. Ќе преминам на мојот друг соговорник. Господина Гуран, каква е соработката со факултетите? Па ние имаме добра соработка и со средните училишта, имаме со неколку средни училишта во Скопје со одлична соработка, но со факултетите е секако подобра и појака затоа што е постручна нивното знаење, нивната обука што ни ја даваат на нас. Ние имаме со повеќе факултети соработка, ќе спомнам тука електрофакултетот, но најголемата соработка е со машинскиот факултет, со кој веќе години соработуваме на многу проекти, но овие проекти беа најважни за нас, за нашата компанија, бидејќи овие се ормарот е производ кој ние го работиме веќе 15 години за македонскиот пазар, но и за извозниот, за странските пазари, и беше многу битно да го направиме овој патент. Ова е ормар патентиран во Македонија. Сега правиме патенти и надвор од Македонија. Индустријскиот дизајн е веќе заштитен многу години, но патентот е исто, ова новиот ормар е заштитен во последната година дена. Така да овој производ е многу иновативен од аспект на не само на механичките својства на ормарот, и на електричните и вентилацијските својства на ормарот, што ни дава една можност да настапиме и надвор од македонскиот пазар. Се сетив на уште едно прашање, не знам дали можеби беше подобро да го прашам господинот, неве вас ќе ве прашам каде се овие изуми, во кои објекти може да бидат вградени? Па овие изуми што се кај нас, значи се вградуваат во хали, во фабрики, во болници, но секако овие производи се може да се употребат и во надворешни и внатрешни услови. Значи претежно се за електрика, за електрични производи, така да овие производи се секојдневни во нашата употреба и во нашето производство, се разбира.